Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Откако само една година е на власт криминалниот картел на СДСМ, народот пати од беда, Република Македонија е во економска стагнација. Економијата тоне, нема инвестиции, а за нови работни места не станува никаков збор. Нема ниту едно ново работно место отворено. Почитувани, Зоран Заев пред изборите ветуваше дека економијата ќе била приоритет на неговата влада, ветуваше 500 евра плата, ветуваше просечна плата 500 евра, парите да бидат назад во џебовите на граѓаните и дека ќе ја спречил тенденцијата на иселување на младите луѓе од државата и сето тоа како што велеше со зачувување на 400 милиони евра годишно кои се краделе од државата. Сега предлагам да погледнеме едно видео од премиерот Зоран Заев од пред изборите. 65% од овој материјал е економија. Главна задача е работни места и тоа квалитетни. Просечната плата да биде над 500 евра. Парите да ги вратиме назад кон граѓаните. Како социјалдемократи и левичари веруваме дека ќе ни ја биде државата ако народот има пари. Тоа ќе обезбеди и нивно фиксирање овде во Македонија, да ја спречиме миграцијата и дај Боже да почнеме да ги вратиме младите кадри кои што заминаа. Како ќе го правиме тоа? Директно користејќи ги домашните ресурси. Некој велат абе дали може? Презадолжена е државата или слично. 400 милиони евра годишно се крадат пари во државата. Само ова да остане во државата е силен потенцијал и за враќање на кредитите, но и за развојни димензии на нашето општество. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Доколку ја земеме предизборната логика на Зоран Заев како појдовна основа, тогаш се поставува логичното прашање: каде завршуваат над 530 милиони евра годишно? Каде отидоа половина милијарда евра само изминатава година? Заев и картелот на власт да кажат каде отидоа над 530 милиони евра од буџетот на државата, за да нема пари да се остварат проектите кои што ги ветија пред изборите. Почитувани, една година потоа, СДСМ е на власт, а Република Македонија го има најголемиот буџет во својата историја, за над 130 милиони евра поголем од буџетот за 2017 година, а државата секојдневно се задолжува. Пробиена е психолошката граница од 5 милијарди евра јавен долг и над 4 милијарди евра државно задолжување. Нема 500 евра просечна плата, нема поврат 15% на ДДВ, нема 100.000 денари плата за лекарите, нема 600 километри нов автопат, нема 12.000 денари социјална помош, односно нема ништо од она што го ветуваше СДСМ и Заев пред изборите. Нивото на реализација на капитални инвестиции во првото тримесечие за 2018 година изнесува само 7,5%. Тоа е навистина срамно и мизерно. Секојдневно, како никогаш досега ни се иселуваат граѓаните и младите се одлеваат капацитетните мозоци од нашата држава. Почитувани, Зоран Заев ветуваше многу, а не реализира ништо. Тој свесно ги лажеше граѓаните само да се дограби до власта. Во изминатава година сите имавме можност да се подсетиме како СДСМ владее и за жал пред нас минуваат мрачните слики од транзицијата од 90-тите години. Многу лаги, многу манипулација, а работа и проекти и реализација нема. Економијата за прв пат после долго време немаше раст, односно растот на бруто домашниот производ беше 0%. Градежништвото како една од клучните гранки во стопанството е колабирано. Инвестиции нема, работни места не се отвараат, а платите почна и да опаѓаат. Ова е ситуацијата која криминалниот картел успеа да ја направи за само една година. Затоа, на 2 јуни, во 20 часот, сите заедно пред владата да излеземе и да го почнеме уривањето и разбивањето на овој картел кој ни ја води нашата држава. Македонија заслужува подобро. Ви благодарам на вниманието.